Почитувани гледачи на Македонската телевизија, добар ден и поздрав од спортскиот центар Јане Сандански во Скопје. Овие неколку дена од бојката ќе биде во фокусот на вниманието со завршните надпревари од Final Four турнирите во женска и во машка конкуренција. 3 дена поред по 2 надпревара ќе следиме на Македонската телевизија во борба за трофеите, но најпрвен да ги представиме учесничките во овој прв полуфинален надпревар во женска конкуренција. И двата се дебитанти. Газели волеј со состав Поп Јордановска број 1, Ева Горбок 3, Даниела Горбок 5, Викторија Пренк 6, Неда Зврлевска 7, Марија Крстевска 8, Ивана Пеовска 9, Јована Каленикова 11, Мила Дикова 12, со број 13 Сара Горбок, 17 Теа Терзиевска, 18 Зофија Георгиевска, 20 Теодора Ракочевич. Тоа е составот на Газели волеј, екипа која што успее да стигне тука со 2 победи со по 3-0 против Виола волеј и Пелистер волеј во осмина финалето и четвртфиналето. Вардар М исто така со 2 победи во претходните 2 рунди на овој надпревар, исто така дебитира на Final Four турнирите во купот. Ана Јаничиć со број 1, Николина Буха 2, Катија Чекаров 3, Марија Коцевска 5, Ива Стојчевска со број 6, 7 Јована Илич, 8 Ина Димитрова, 9 Андреја Танасовска, 10 Теодора Ѓуровска, 11 Христина Димкар, 12 Мија Ѓоргиевска, 14 Стефи Јасевска и Јана Никодиновска со број 15. На почетокот вообичаено она меѓусебно бодрење, поздрав на одбојкарките и на едната и на другата екипа, најпрво меѓусебно, а потоа со конкурентките од долната страна на мрежата, она што е вообичаено во одбојката, и нормално поздрав со тренерските екипи во составот на Газели волеј. Тука е главен тренер Дејан Стојанов, поранеше одбојкар, главно играше во Вардар, беше и тренер во неколку наши клубови, има и искуство во Словенија, беше и во Словенечката лига. А негов асистент Бранка Каленикова, една од најдобрите одбојкарки тука своевремено пред повеќе од 10-15 години во тогаш неприкосновениот тим на Форца волеј, заедно со својата сестра Власта, заедно со Николич Божиновска и уште неколку во тој период одлични македонски одбојкарки. Ова што го прават сега Газели волеј е практично враќање во тој дел од Скопје во населбата Тафталиџе на женската одбојка, и тоа доста амбициозно. А она што го прави Вардар М е нешто слично. Славно името, меѓутоа Вардар М како кратенка М на Емилија Јанечиć и на Мирјана Стефановска, некогаш наши репрезентативки во одбојката пред повеќе од 2 децении. Вардар М во црвено-црна комбинација, Газели волеј во сино, главно се одбојкарките на Газели. Едно јасно, двата тима ќе бидат од една страна и ослободени од притисокот, а од друга страна со огромна желба и мотиви да дојдат до финалето во купот, што за нив, за победникот од овој надпревар, ќе биде прво учество во финален надпревар. Споменав за Газели, за двете нивни победи, а Вардар пак славеше против Фитфан 3-0, а потоа во четвртфиналето и против Работнички Скопје со 3:0 за тимот на Вардар М, тогаш како гости. Неколку пати имавме можност да ги следиме во овие преноси од одбојкарското првенство, главно се работи за млади одбојкарки, со тоа што кај Вардар М има 2 интернационалки, едната е од Србија, другата е од Србија, но од Босна и Херцеговина. Одиме со стартните постави. И секако официјалните лица, судите на овој надпревар, можете да ги видите. Полека се полнати дел од трибините
за да биде сето тоа и многу по квалитетно што се однесува и до поддршката од трибините, а почна на преварот со сервис на Даниела Горбок. Ова контра, може повторно. Се оде Терзиевска. Сега изблокирана Илич и сепак е тоа поен за Вардар М. За водство од 1:0. Николина Буха со број 2. Прием на Даниела Горбок. Добро засега во поле играат и другите. Терзиевска против двоен блок, спасена ова топка. Само прифели Илич. Повторно Терзиевска и ова поен за неа. Од зоната 4, блокаут за 1:1. Се бодрат постојано. Така е тоа во бојката. Сега Неда Зврлевска на позиција на среден блокер. Солиден прием, меѓутоа имаше двоен блок тука. Не успеа што го замислија на мрежа. Немаше добра топка за Ива Стојчевска, следниот блокер во составот. Со број 2, босанската интернационалка Николина Буха. 2:1 за Галезели Воле и ова би требало да е ас, така е, на самата линија Зврлевска. За водство од 3:1. Сервис. И сега успеа некако да мине таму Јована Илич и да направи промена. И поточно да го освои вториот поен за својот тим. Ќе сервира со број 6 Ива Стојчевска. Генерација 2004, позиција блокер. Ова сервис, прием на Даниела Горбок, сега по средината, таму убаво минува Теодора Ракочевич. Од неа може да очекуваме да биде многу по агилна во однос на некои претходни надпревари, главно како среден блокер, меѓутоа и како нападјач има добар блок. Црногорската интернационалка 4:2. Сега 6 со број 12 Мија Дикова. Шанса сега од контра да се поентира Терзиевска. Не успеа овој лоп, но имало таму контакт на мрежа. Првиот судија го видовме пред малку Филип Ричлиев, вториот Александар Ричлиев, двајцата доаѓаат од Струмица. 5:2 за Газели Воле, одлично го отворија овој прв сет. Уште еднаш на сервис Мила Дикова. И ова беше блокаут, веројатно. Се израдува најпрво Терзиевска, но поенот за Илич. Ево тренерот на екипата на Вардар, Јован Шапе, негови асистенти, реков за поранешните репрезентативки, многу трофеи прерувачки Емилија Јаничич и Мирјана Стефановска. И минува сега по средината Теодора Ракочевич извадија максимум од овој квалитетен сервис на противничките. 6:3 води Газели Воле. Погледнете Даниела Горбок тука главно е на прием. Една од трите сестри близначки
керки на Сергеј Горбок, некогашниот ракометар на Вардар, кој што тука токму во овој спортски храм беше дел од она незаборавна шампионска европска генерација, а еве сега и 7-ми поен за екипата на Газели волеј. Мила Дикова одлично го отвара овој надпревар од зоната 2 за 4 поени предност. И сега се изгрешка Терзиевска. Со број 1 ќе сервира Ана Јаничич, таа е капитен и ќерка на Емилија Јаничич. Мајка своевремено изворено бојкарка и незиниот татко Данило исто така, незиниот брат пак е одличен кошаркар. Не успеа Даниела Горбок, добро поставljanje во блокот противничките и сега е поен за Вардарен. Одлично таму од зоната 2 нападна со број 2 Николина Буха. Односно од зоната 4 потрчено. 7-5 за Газели волеј. Не беше идеална оваа топка и мечот оди во аут. 6-ти поен. Комплимент за добриот сервис на Ана Јаничич. Вчера кратко и јасно изјави дека ќе се обидат да одат во финалето, па и до крајот во годинашната сезона во купот. Посекувањата се големи, кај едните и кај другите. Уште еден одличен сервис на Ана Јаничич. Дикова префрла. Шанса за добар напад, сепак се реши таму Мија Георгиевска на втора да префрли. Не успеа Даниела Горбок, сега Буха, двоен блок со помош на Сајла, па спаси Даниела Горбок. И посредината одлична завршница на Марија Коцевска. Тука е незиниот татко Илчо Коцевски од оваа страна на трибините, лево позициониран. Джиновскиот своевремено 205 см висок среден блокер на тогашниот состав на Работнички, кој што доминираше со македонската одбојка во 90-тите години, а и во почетокот на новиот век. 4 поени во серија за Вардарки и затоа ќе има сега тајм-аут за Дејан Стојанов за тимот на Газели. Значи, ако го разликуваме приема, ќе боите да ги содат приема. Мора да различуваме че да се сосава. Окей, е обратно, ако не тоа се нешто да те а не различи на крај. Кога ти сте опции, памтина. Две топки, ги добиваш високи, не може со прсти. Сега со спешно би. Ајмо, сај даун. Делува доста сигурно на стартот, поведува со 3-1, потоа 7-4, меѓутоа, односно 7-3, 4 поени во серија имаат одбојкарките на Вардар М, кои направија резултатски приклучок изравнување. Ќе видиме како по овој тајм-аут на тренерот на Газели волеј. Но сервис на Ана Јаничич, одлична засега. Не успеа да мина Ракочевич. Ева шанса повторно за Ракочевич, која се префрли таму на зоната 2, па сега успеа да изблокира. Ева шанса за Вардар да продолжи серијата од задната линија таму и успеа да мине Јована Илич. 8-7. 5 поени прават поред одбојкарките на Вардар М. Одлични сервиси на Ана Јаничич. Таа е девојката која што носи пресврт за сега и конечно завршува незината серија со сервис грешка. Меѓутоа одлично до сега. 8-8. Погледнете таму како изгледа оваа декорација која што ја прават младите, они од помладите категории
од девојките на Газели Волеј, клуб кој што се стреми да работи по некои меѓународни стандарди, не се единствени, се разбира, меѓутоа во ова завршна фаза од купот, убава е ваква декорација, да видиме и ке сите други, има и ке Вардар, се разбира, публика. Но некако поорганизирани во тој сегмент, барем идентично облечени се оние кај Газели Волеј. Како и да е, уште еднаш одличен случај лоп на Јована Илич, српската интернационалка во составот на Вардар М, повторна предност 9:8. Да, публиката се уште пристигнува, работен ден е, сепак 17 часот и 30 минути како почеток на денешниот, а и на тродневниот воопшто одбојкарски празник, завршница на Купот на Македонија. И да видиме немало игра од блокот, што значи дека Мила Дикова смечираше во аут. 8 спрема, односно 10:8 од аспект на Вардар М. Прават пресврт сега во ова средишница од првиот сет. И уште еднаш на сервис Марија Коцевска. Беше во Соединените Американски држави 14 години. Се врати неодамна и како големо заселување во првиот дел од сезоната за Фитфан, сега за Вардар М. Во вториот дел од сезоната, ова е сервис ас за неа. Има замена во екипата на Газели Волеј. Зофија Георгиевска на местото на Неда Зврлевска, која што беше стартер. Нов сервис на Коцевска. Нејзиниот татко мора да потенцира, имаше извореден сервис, нормално како блокер. Еден од најдобрите со неколку сезони своевремено таму некаде пред повеќе од 3 децении. Тешка топка, некако ја загубија сигурноста во игра во поле Газели Волеј. Да видиме, потребен им еден добар смеч, Даниела Горбок. И на другата страна успеа Бука за 11:8. Два нејзини одлични поена од ова четврта зона за 4 поени предност. Нова замена кај екипата на Газели Волеј. Излезе Марија Крстевска на позиција техничар. Ивана Пеовска би требало да биде. Уште една Коцевска, уште еден добар сервис. Даниела Горбок само можеше вака да префрли. На другата страна лоп Бука успеа да мине преку двојниот блок. 13:8 за Вардар М. Уште една измена во редовите на Газели. Сара Горбок ќе влезе. Не знам од кои причини не беше стартер. Во секој случај Мила Дикова има квалитет на таа коректорска позиција. Да видиме Сара Горбок, која многу често знаеше да освојува и најголем број на поени, но се уште рана фаза во надпреварот. Коцевска уште еден сервис, сега во аут. Има 13:8. Сега е 4 предност за екипата на Вардар М. Ева Горбок ќе сервира. Буха успеа да спаса твој прв обид, сега нешто поназад од мрежа, но го проби двојниот блок на противничките и Буха уште еден поен. 4 до сега за неа, 14:9. Тука беа Георгиевска и Горбок. Уште еден добар сервис, да видиме. Не успеа да извлече практично извлече максимум Сара Горбок, но не и да поентира. Да видиме сега ќе имат подобра позиција. 1-1 против Бука, минува Сара Горбок. Мислам дека е таа девојката која што може да ја врати сигурноста во играта, а и да придонесе за да се избалансира играта на
Газели Воле. Но Вардар М игра одлично во оваа фаза од првиот сет. Даниела Горбок, онако што го почна мечот. Приемна Никодиновска. Добро позициониран сега во блок, а сега и со завршкица на Теа Терзиевска. Го почна мечот, сигурно е сега уште еден поен од зоната 4-11-14. Претходно Сара Горбок од зоната 2, сега Терзиевска од зоната 4, 2 поена поред. Даниела уште еднаш Горбок на сервис. Не беше овој добар прием, е шанса од контра. Сара Горбок не беше добра топка, но да, погледнете, секој се во преградка од бојкарките, без оглед како се одиграло, во најдобра намера Ева да подигне таму над глава, но беше некако ниска ова топка и завршува во горниот дел од мрежата. 15-11. Бука на сервис и таа во мрежа. 12 поен за Газели Воле. Ке сервира Софија Георгиевска, генерација 2008. Голем број така млади девојки во тинејџерски години, а кои што се веќе носителки на играта на својата екипа. Добро, сега бука во поле, да видиме таму стратена диагонала, не успе да мине. Терзиевска, блокаут. Еве ги прават повторно напори за да се приближат резултатски и успева да дојдат до -2. 13-15 Газели Воле. Уште еден поен за Теа Терзиевска. Не успеа Илич, одлично таму одбраната на Газели, но Сара Горбок повторно во мрежа. Далеку беше ова. Во најдобра намера, Даниела до Сара Горбок. 16-13, но ја одржуваат предноста Вардарки во оваа фаза. Ива Стојчевска сега на сервис. Долг сервис, незгоден за прием. Погледнете таму веднаш нападна и на крајот освојува поен за тимот на Вардар. М 17. Ево, уште еднаш. Сепак Мија Ѓорѓиевска одлично изреагира. Беше 2, сега 4 предност. Ива Стојчевска уште еднаш на сервис. Посигурен прием на Даниела Горбок. Не беше ова добра топка за Ракочевиќ. Лоп. Сара Горбок, воен блок, успе да спаси Бука. Повторно Газели со напад. Уште еднаш Сара Горбок, не може да најден тука. Иако се потруди Мија Ѓорѓиевска да извлече оваа топка, поен за Сара Горбок за неа втор. Знаеше дека е близко до мрежа таму Ева Горбок, техничарот во тимот. Сара во мрежа. Повторно 4 разлика, 18-14. Ова им оди одрака на одбојкарките на Вардар М. Само неколку години се во првата македонска одбојкарска лига. Но одлична работа и таму завршија поранешните две репрезентативки, нормално заедно со Шапе во стручниот штаб како главен тренер. И сега уште една добра акција одиграна за 19-14 за тимот на Вардар. Вардар М. Втор тајмаут за Дејан Стојанов за Газели Воле. Противничките водат со 5 разлики. Многу директни грешки. И се враќаме во игра, имаме значи прек топки и повторно со грешки. Значи 6 секунди, пробајте 6. Со сервис, како ќе вратиме поени ако сервис грешим? Се затвара 0. Значи мора да има 4 и 5 да бидат позади заштити. Шеската не функционира, све ни собират позади. Сега уклучи, и Петри, и ке нас. Ако е разнечена игра, игра. Уступоки,
Dajte, pogledajte samo sa njegom. Dajte. Ajmo, ženski, ajde! Забележува дека прават многу грешки неговите одбојкарки, пак ќе кажам, сепак се главно млади, голем дел од нив генерација 2008, 2009 со неколку поискусни, меѓу кои секако Емилија Поп-Јордановска на позиција либеро, 93-та генерација, Теа Терзиевска 99-та, колку што и црногорката Теодора Ракочевиќ како среден блокер и Ивана Пеовска, една од техничарите во составот на Газели Волеј. Но секако има и во противничката екипа неколку млади одбојкарки, каде што главно покрај Ана Јаничиć се тука двете интернационалки Илич и Бука, но се подобрите Коцевска, Георгиевска, Стојчевска, кои даваат голем придонес во тимот. Излегува Сара Горбок, се враќа Ила Дикова. Во меѓувреме уште еден одлично одигран поен за Вардар М, 20-14. Док сервис во аут. Јована Илич. Не се страшни овие сервис грешки кога имате така квалитетна игра во поле, на прием, во организација на играта. 20-15. Сега на сервис Теа Терзиевска. Сервис незгоден за прием, затоа само вака ќе биде префрлено. Шанса да се нападне Даниела Горбок, се обиде со лоп. И во таму на мрежа против Марија Коцевска. И изреагира Ракочевиќ. 16-20, сега тајмаут за Јован Шапе за екипата на Вардар М. Внимаваме. Нема да даде јак сервис сега Теа. Дај прием, ако ти е ниска топката, дај само бунар ставија, значи имаат празнина таму. Не мора, ниска ти беше стампа, стави у бунар. Повлечи Мија, слободно повлечи. Можеш, имаш опции тука. Добар прием, тргаме. Прием добар, ајде! Се подобро изгледа трибуните, па во голем дел од оние кошаркарски надпревари од првата лига, например, па дури од АБА-2, има слично, па и повеќе гледачи, што секако е убаво за женската одбојка, особено што е почеток на овој турнир од завршницата на Купот на Македонија. Еден одбојкарски празник кој што ќе трае се до сабота навечер. А еве уште еден добар одигран поен. Блокаут за 21-16, одлична Ана Јаничиć. Георгиевска одлично се врши својата работа, исто како техничар. Јаничиć за 5 разлика. Повторно еден одличен сервис. Немаше можност од 3 префрлувања противничките да вратат и 22-16. И изворен Ана Јаничиć и како сервер, практично е ова како ас, оглед на тоа што одбојкарките на Газели Волеј не успеа да ја вратат топката на противничката половина. Токму Ана Јаничиć е она која што ја започна серијата кога противничките водеа со 7-3 во раната фаза од првиот сет. Сега Даниела Горбок изблокирана, сега повторно Даниела и блокаут. Ќе сервира Теодора Ракочевиќ. 17-22. Ништо не е недостижно во женската одбојка и воопшто во одбојката. Се доека не се освои последниот поен. Това беше сервисот на Ракочевиќ. Да видиме сега. Има шанса поправен, но Даниела Горбок само може да префрли. Буха. И имало контакт со мрежа. Најблиско мислам дека беше Ева Горбок, како и да е, 23-17 за екипата на Вардар М.
освен нешто по слабиот почеток во однос на противничките, се друго играат во едно високо темпо во досегашниот тек од мечот. Еднаш Ива Стојчевска на сервис. Даниела Горбок. Спасена ова топка. Буха. Имаше двоен блок. Го ублажи тој смеч. Даниела повторно Горбок. И успева ова неизина диагонала за 18-23. Ракочевич. Поточно Ева Горбок беше на сервис. Даниела префрла и тоа во поле. На самата линија. Не беа внимателни сега одбојкарките на Вардар М. 2 поени поред за Даниела Горбок. Некојаш и вака со прсти елегантно може да се освои поен. 19-23, се уште имаат висока предност. Повторно Ева Горбок на сервис, Ана Јаничич на прием. Тешка беше ова топка за Илич, само на ваков начин, па сега Даниела Горбок 3 поени поред за неа. И 20-23. Беше 6, сега 3 разлика и натаму имаат добра предност. Дали ќе биде тајм-аут? Да. Јован Шапе сега решава да побара тајм-аут. Да го слушнем. Ајде, дојди вам. Ако е сервисот послаб, дајте ми прием малку према 2 овде. Тргни во средина, брзо. Макс на крај. Може. Може? Може. Ако ти е во случај лошо од играта. Ајмо. Понекогаш и неколку зборови се доволни за тренерите да се разберат со своите спортисти или спортистки во случајов. Да видиме што по овој тајм-аут. 3 разлика за Вардар М. На сервис Ема Горбок. Нешто посигурен прием, меѓутоа нема да има напад како што посакува Вардарки. Може за поправен за уште една контра. Мислам дека беше Дикова таму. Буха спасува Поп Јордановска и греши Даниела Горбок во мрежа. Еве 24-20. По оние 3 поени во серија. Вардар добива можност за сет топка и голема предност во завршицата од првиот сет, 24-20. На сервис Мија Ѓорѓиевски. Техничарот во составот не успеа да освојат од сервис, а сега ќе бидат на прием. Мила Дикова спасува со овој смеч. Тој завршува од блокот во аут. Даниела Горбок. Добар прием на Буха, сега та и дали е тоа добра топка? Да. На самата линија Николина Буха за 25-21. Првиот сет во полуфинале го освојува екипата на Вардар М и тоа доста сигурно, откако противничките водеа со 7-3. Следува оние изворени серија сервиси на Ана Јаничич, која што некако ги подигна своите одбојкарки на повисоко ниво. Го контролираа сетот во најголем дел. Има 13-8, 24, пота 22-16, на крајот 25-21 во ова прво полуфинале.
Поглед на трибините, делува се поисполнето и добре да е така и треба да биде така и уште повеќе. Се млади одбојкарки, спортистки кои што ги прават реално првите чекори во сениорската кариера, иако добар дел од нив се уште во помладите категории. Има тука потенцијал и кај овие две екипи. Да не заборавиме дека токму овие два тима елиминира два фаворизирани состава во нашата лига, пред се екипата на Вардар М, која што успеа да го победи составот на Работнички Скопје со 3:0 и да се пласира во ова полуфинал. Колку е задначена женската одбојка, говори фактот дека покрај Работнички Скопје и Јанта Волеј, актуелниот шампион Јанта Волеј Кисела Вода, нема место меѓу четирите најдобри во македонскиот женски одбојкарски клуб. Од една страна тоа е добро, затоа што споменам се јавуваат и други клубови кои што почнуваат да значат нешто во македонската женска одбојка, па може само да посакаме оние генерално поранешни одбојкари и одбојкарки кои што работат во стручните штабови на своите екипи да успеат да селектираат квалитетни девојки кои што во перспектива во иднина би можеле да значат и нешто повеќе како македонска женска одбојкарска репрезентација. И двата тима постојат практично од пред 10 години. Одбојкарски клуб на Газели Волеј основан 2018-та, 3 години потоа или на корона година е пријавен во сите младински категории. Од пред 2 сезони се споени со школата на Форца Волеј, некогаш наша доминантна екипа, така што сето тоа им овозможува да градат една заедничка база на млади талентирани одбојкарки, од кои што гледаме дека најголем дел го носат товарот во оваа прва за нив сезона во најсилното одбојкарско друштво. Нешто слично и со екипата на Вардар М, која што сепак има и нешто поискусни одбојкарки, но секако меѓу најдобрите во оваа сезона. Ана Јаничич и тие се 2-3 сезони во македонската прва лига. Тука се од помладите и Ина Димитрова, Андреја Танасовска, Теодора Ѓуровска, генерација 2008, односно 2009, неколку девојки се 2006, така што генерално се уште во таа рана фаза од својата кариера. Иако и кај девојките никој што се знае колку може да трае одбојкарската кариера реално. Терзиевска го освојува првиот поен во вториот сет, исто како што беше и во првиот сет. Добро играт во поле, сега идат и другите. Еве повторно таму се обиде Мила Дикова и уште еднаш не успеа со смеч. Се уште трае овој поен. Терзиевска е 2 поени за неа поред. Од истата нејзина омилена зона 4. Потушно да, сега е нејзин прв поен. Претходно беше за противничките 1:1. И сега на сервис е Неда Зврлевска. Ана Јаничич не успеа да исконтролира топката противничките. Јаничич освојува поен. И таа од зоната 4 одлична беше и со своите сервиси, таа е она која што го повлече тимот на Вардар М во многу подобри
перформанси во првиот сет. Имаше Стојчевска. Добар двоен блок за сега, да видиме. Дикова само префрла. И се намести таму во зоната 3 на Марија Коцевска. Ова топка е за 3:1. Изворена е Марија Коцевска, големо засилување, исто како Јана Јаничич. Практично тие се лидерки во составот на Вардар М. Стојчевска уште еднаш на сервис. Нешто подобар прием, меѓутоа имаше двоен блок таму против Терзиевска. И два пати активен блок изворен на Коцевска. Ги освоила последните 2 поена за својот тим. Веќе 5 за неа, има и јас, има и блок, има и смечови на овој надпревар. 4:1 за тимот на Вардар М. Стојчевска уште еднаш на сервис, прием на Даниела Горбок. Дикова изблокира Коцевска, сега повторно Дикова и конечно успеа Дикова од зоната 2. 2:4. Се подготвува да сервира токму Мила Дикова, позиција коректор, генерација 2003 и тоа месец декември. И сега уште еднаш Терзиевска. 3:4 е резултатот од аспект на Газели. Ево ги Емилија Јаничич и Мирјана Стефановска. Ова беше сервис во аут. 3:5 или од аспект на оние кои ќе сервираат сега Вардар М 5:3. Се подготвува Јована Илич, коректорот во редовите на Вардар М. Српската интернационалка има добар сервис, незгоден за прием, затоа само вака префрла Терзиевска. Сега ќе може со напад. Да видиме, успеа Терзиевска на самата линија и одлично одработе, практично максимум извади. Мораше вака со онај популарен чекан да подигне. Ева Горбок. 4:5. Добар сервис на Терзиевска. И незината мајка своевремено одлично бојкарка, популарната Ема Емилија Терзиевска. Сега не успеа во поле тука да ја вратат ова топка на противничката половина. Завршија 3 девојки на подлогата за 6:4 во моментов резултат во корист на Вардар М. Да видиме како сега ќе сервира Ана Јаничич. Одеше на Даниела Горбо, која сега ќе заврши акцијата. Се уште трае, ќе мора повторно со напад. Ракочевиќ е повлечен назад, меѓутоа успеа да прозве таму уште еднаш Марија Коцевска, уколку вреди оваа девојка на мрежа. Уште еден незин изворен блок. Како изгледаат и дел од навивачите на Вардар, нема таква декорација, но овие дресови покажуваат каде припаѓаат. 7:4. Дикова ќе мора повторно да се организира напад. Сега Даниела Горбок и таа не успеа, сега функционира одбраната. Уште еден активен блок на Вардар М и 8:4. Тайм-аут за Дејан Стојанов. Значи, кажам, немојте подвоите механизми. Само со 6 да можеш
се покрај рака. Разликува цело време над секи незин. Ако ти се два блока, значи игриш паралела, ти е слободна и рифуваш позади средњак. Нека биде цело време. Погледни го средњакот без разлика. Ако не го гледаш 4, дистрибуција во 4. Океј. Ајмо е. Имаме исти ротации цело време. Бара начин тренерот Дејан Стојанов заедно со стручниот штаб, каде што е Бранка Калиникова пред се како негов прв асистент, како да ја вратат својата екипа во добар ритам во овој меч. Се уште рана фаза во вториот сет, меѓутоа Вардар М од оној момент кога ги презедоа работите под свое по водството на противничките од 7-3 во првиот сет, буквално се речиси на иста линија, немаат некој пат во играта. Јаничич уште еднаш одличен сервис и пак одеше во зоната 5 на Даниела Горбок, која повторно на ваков начин со прсти префрла. И сега назад беше Илич, се извинува на противничките и тоа ќе биде 8-5. Односно 5-8 од аспект на тимот што сервира. Газели волеј, Теодора Ракочевич. Ја гледавме во неколку преноси претходно, знаеше да прави серија поени од сервис. Еве сега добро почна. Има шанса од контра. Не беше идеално изведено, меѓутоа идеално заврши. Неда Зврлевска имаше претходно еден ас од сервис, сега освојува поен тука за 6-8. И таа е една од најмладите генерација 2009-та. Што еднаш Ракочевич, што сега ќе избере. Повторно одеше во зоната 6, помогна Ана Јаничич. Меѓутоа 1-1 таму и изблокирана е Коцевска. 7-8. Е, ова е една од работите што се очекуваат од Ракочевич, а Даниела Горбок видовме имаше еден изворен активен блок. 1-1. Трет пат Ракочевич во оваа серија. И сега греши, но ја намалија разликата која што беше 8-4, сега е 2 во корист на Вардар М. Излезе Ана Никодиновска. На сервис ќе биде Марија Коцевска. Генерација 99-та. Одлична во досегашниот тек од мечот. Извлече максимум Даниела Горбок, но ќе мора повторно. Сега само префрли Ева Горбок. Не успеа да мине буха со ова диагонала Даниела Горбок и блокаут за 8 поен. 6 неизин во досегашниот тек. Мислам дека Сара Горбок имаше некоја повреда во еден од претходните надпревари, ако не се лажам, во оној надпревар против Јанта Воли Кисела вода. Па може би тоа е причината што не ја гледаме многу повеќе во игра. Ова беше еден одличен лоп и 10 поен за тимот на Вардар М. Убаво таму одработе Ива Стојчевска. Успеа Дикова, добро во поле таму спасуваат од бекарките на Вардар М. Поп Јордановска како техничар. И не беше ова силно, меѓутоа Итро Николина Буха дава максимум придонес тука. Ова би требало да е 6 поен, 11-8. Нов сервис за Мија Георгиевска. Се уште нема 20 години. Даниела Горбок топка во слегувачка линија и само до Сајла
затоа што имаше и две навремено поставени противнички одбојкарки. 12:8, повторно станува непријатно за составот на Газели Воле и во игра ќе влезе Јована Калиникова. Една од двете најмлади, генерација 2009, а според датумот на раѓање најмладата во составот. 27 јули 2009 е родена Јована, ќерка на Бранка Калиникова, нејзината мајка своевремено, рековме, една од најдобрите во оние шампионски титули на Форса Волеја и дел од репрезентацијата. Ова беше сервис САС сега за 13:8, продолжува серијата, во случајот Ија Ѓорѓиевска освојува уште еден поен за својот тим. На позиција техничар Емија Ѓорѓиевска одлично за сега води својата екипа, уште еден добар сервис. Дикова тука не успеа посилно, немаше ни идеална топка, да видиме сега, ќе оди Дикова поблиску до мрежа, но тајмингот беше извореден и дијагонала за поен 9:13. Јована Калиникова ќе сервира. Добар сервис. Тешко беше за прием и ова би требало да е аут од Буха, да. Протестира Ана Јаничич, таа има право да разговара со првиот судија, меѓутоа мислам дека беше категорички. Да, близко беше, но не знам колку се види од оваа камера. Поен е тоа 10 за Газели Воле, 10:13. Уште една Јована Калиникова е сега во мрежа. Сервис грешка. На потека сега Николина Буха. 24, односно наполни 25 години во јануари. И пак се одвоја на 5 разлика, 15-10. Квалитетен сервис, не се разбра таму најдобро која треба да ја преземе обврската. Ева Горбок и Неда Зрлевска и сега повторно тајм-аут имаме за Газели Воле. Некој што паѓаме. Значи прво сега да се врати таква, значи нема потреба да се размисли дека цело време треба да се води за дигнеме мотивација. Една работа. Втора работа. Значи рековме дека мора, нема исто да доаѓа. Значи идеш на топка, не биди изненаден дека добиеш топка. Повторно правим исти грешки. Топка позади, до крај сега не повторувам што се случуваше, знаете и самите. Наивно. Нема, мора притискот на сервис да се прави. Нема откажување. Да, нема откажување, тоа е така во одбојката, никогаш и не смее да се мисли на откажување. Оваа сезона Газели Воле два пати го совлада тимот на Вардар во 7-то и 16-то коло, дома 3-0 на гостински терен 3:1, но ова е купа, во купот Вардар е во одлична форма во пресет на овој куп. Сега Мила Дикова, Итро таму се снајде на мрежа, имаше двоен блок и тоа се избори за 12-ти поен. За неја мислам дека ова петти на мечот. 12. Не, 11-15, поточно, да, 11-15. И мал аут, доволно да биде 16-ти поен за противничките. Сега 6 Врлевска, која што ја за момент ја напушта играта, се враќа лидерот Попи Ордановска. На другата страна ќе сервира Мила Стојчевска. И одлично сега Дикова, една паралела близу страничната линија во зоната 5 на противничката екипа.
12-16, период во кој што Газели се обидуваат да направат притисок, да ја намалат разликата. Дикова ќе сервира. Ова ќе биде во аут, да се види дека не ја зафати добро ова топка. (17-12) за тимот на Вардар М. Јована Илич на сервис. Прием на Попи Ордановска. Сара Горбок, која пред малку влезе во игра, меѓутоа се функционира во екипата на Вардар М. 18-12, еден одлично поставен блок и кој друг или која друга, ако не Марија Коцевска, мислам дека најмалку 3 пати вака успеа да ги изблокира противничките на мрежа. Каков татко, би реколи, ако не подобра ќерка, барем слична во тој сегмент во женската одбојка. Пак ќе кажам, одличен беше незиниот родител Илчо Коцевски во ваквите надпревари пред се на мрежа. Дори не мораше ни да се подигна со своите, не знам, 204-5 сантиметри. Едноставно имаш изворен тајминг. Сега 19-12. Повторно не одиграа добро таму во организација на нападот. Сара Горбок на самата линија. Се обидува да ја вратат и мислам дека е добро тоа што се обидува сега да го направи тренерот Дејан Стојанов. Практично не ни влезе во некаков ритам Сара Горбок. И во првиот сет одигра неколку поени. А за сега и во вториот се одвиваат работите слично како и во ведниот. Се во корист на Вардар М до сега. Ќе видиме како во продолжение. Теар Терзиевска е една од оние кои можат со квалитетни сервиси да се обиде. Да ја намали ова разлика. Добар сервис. На втора префрлена ова топка Сара Горбок и поуспешна Ана Јаничич. 20-13. Мислам дека веќе 6 поен за Ана Јаничич, но изворени сервиси и игра со голема леснотија. Како мала Ема, би рекол, како некогаш незината мајка Емилија, која што пленеше со своите игри и пред се со својата пожртвуваност и интелигенција во играта. Излезе и Марија Крстевска и Сара Горбок, која што малку беше во игра, се врати првиот техничар Ева Горбок. На сервис Ана Јаничич уште еднаш, сега посигурен прием. Обид за Пајп. Терзиевска, меѓутоа спасува противничкиот тим, а сега ова беше неконтролирано во аут. Прв обид ваков за Калиникова и не успеа да пласира во полето на противничките. 21-13, сега веќе огромни 8 разлика. Како се радуваат веднаш, одлична проценка има, тоа се учи на тренинг, тоа треба да се поседува и да се развива како инстинкт, како начин на реакција при секоја топка, каде оди, как да се движи, како да се изреагира или да не се реагира. (22-13) или сепак 21-14, затоа што имаше таму контакт со мрежа, да. Контакт со мрежа во 14 поен на Газели воли. Ракочевич. Една од шансите на Газели воли да влезат во серија нерзините сервис. Меѓутоа сигурен е приемот. Ана Јаничич од задната линија. Сега таа како техничар за бука да поентира. 22-14.
На сервис Марија Коцевска. И изворена досега, но добро, ова беше неконтролирано. Да, јасно е, па се извинува на играчите на тренерот. 15-22. Ева Горбок е следната на сервис. Потребно е некоја да повлече во составот на Газели Волеј за да се крене и целата екипа. Буха. Може би ќе беше аут. Терзиевска, но не е битно сега дали имаше игра од блокот или не. Поен за Буха и 23 за Вардар М. Повторно 8 разлика, огромна предност имаат. Ова завршна фаза од вториот сет. И ова е сервис ас. Кога оди, а се изборија да им оди. Мија Ѓоргиевски имаше и претходно ваков сличен сервис во првиот сет. 24-15, па и во вториот одлично сервира Мија Ѓоргиевска. Сет топка за 2-0. Дикова. Освојува поен. 16 спрема 24. Каленикова на сервис. Во мрежа 25-16 е резултатот во вториот сет уште поубедливо од што беше во првиот во корист на Вардар М. И натаму без пат во играта, и натаму одлично играат и во поле, и на сервис, и на блок. Да не зборуваме смеч, имаат разновидни решенија. Кај Јаничич, Буха, Коцевска, Илич. Одлично ги води техничарот Ѓоргиевска нападите на својот тим, така што без некои слаби точки во составот на Вардар М во првите два сета, особено доминантни во вториот. Но одиме сега со пауза, потоа по неколку минути и со третиот сет од овој надпревар. Интересно е тоа што на табелата екипата на Вардар М е најслабо пласирана од сите 4 учеснички во овој завршен турнир од клубот, меѓутоа очигледно во одлична форма во овој дел од сезоната. По 18 кола Вардар М со 6 победи и 12 порази, два пати повеќе загуби од што победија, имаат 18 бода, само 3 тима се заднив, меѓутоа играат
одлично и речиси без слабост во играта во првите два сета против Газели Волеј, кои што пак се четврти, односно петто пласирани заедно со Јанта Волеј, која што е четврто рангирана екипа со изброј бодови 36, со тоа што Газели Волеј имат 11 победи и 7 порази. Меѓутоа доста надпревари ги губеа, например, во 5 сета и затоа имаат 36 бода. Наковски Волеј и Младост Угледа ќе ги гледаме подоцна во 19 часот и 30 минути е планирано второто полуфинале од овој завршен турнир во купот, но претходно се разбира треба да заврши овој надпревар за сега во корист на Вардар М со 2-0 во сетови, но ќе видиме можат ли сега Газели Волеј да одговорат во третиот сет. Ќе мораат да се обидат затоа што веќе немаат право на грешка. На почетокот ќе сервира Марија Крстевска. Илич го освојува првиот поен за Вардар М во овој трет сет. Ќе сервира Буха. Поп Јордановска. Не беше идеална оваа топка за Зврлевска. Илич уште еднаш поентира од зоната 2. Првите два поена за неа, за тимот на Вардар М во третиот сет. Што нешто сервис Буха. Повторно проблем за прием. Само ќе биде префрлена оваа топка. И минува Јаничич. Одлична паралела. Милиметарски прецизно. 3:0. Одлично го отвораат и овој трет сет од букарките на Вардар М. Буха уште еднаш на сервис, приема Поп Јордановска. Се обиде Дикова, сега Илич за Вардар, повторно Дикова. Уште еднаш Илич ја турна таа топка и имало контакт со мрежата. Период во кој што драстично падна екипата на Газели Волеј и во претходниот, а и на почетокот на овој трет сет. 4:0 за Вардар М. Мора да бара во раната фаза од сетот тајм-аут Дејан Стојанов за да не тргне сосема низ брдо кола да и да го слушнеме. Што е договорено? Зашто паралелата ми проаѓа? Невозможно! Нема откажување. Значи, Ане, смирено колега, заедно да почнем почеток. Без фрустрација. Ајмо. Тоа беше тоа, да, дека нема откажување, ни не треба да има и не смее да има, како и да заврши на преворот на крајот на криштата. Ова рековме дека се на некој почеток најголем дел од девојките пред се во тимот на Газели Волеј на почетокот на своите сениорски кариери, иако по годините се во помладите категории, но тоа е тоа, нема предавање и да го направат своето, па што биде, иако противничките се наистина изворедни во досегашниот тек од мечот. Еви, сега едноставно им оди се, но заслужија да дојдат до таа фаза, на таа фаза и до степен на самодоверба која што имаат и еве ги со 5:0 на стартот од вториот сет. Повторно Ана Јаничич убаво тука се снајде и тоа со скок наназад, но со огромна самодоверба ќе повторно уште еднаш
доаѓа до 5-0 на стартот од вториот сет. Буха уште еднаш ќе сервира. Повторно на Поп Јордановска, повторно проблем на прием. И конечно успеа Мила Дикова. Мислам дека веќе е 8ми поен за неа од напад. 1:5. Може да гледаме одлични кадри од разни агли, како што тоа го прават во ЦЕФ на многу повисоки по ранг надпреварувања. Сето тоа да се даде поттик на младите, на овие млади девојки во случајов. Утре ќе бидат момците во прашање, задутре ќе бидат финалите надпревари. Да биде што е можно и погледливо, а и самите да можат и во оние видео анализи што ги прават, а и како мотивација за понатамошниот тек од нивните кариери. 2:5. Овие 2 поена треба да бидат мотивација за тимот на Газели Волеј, дека треба да се обидат да го дадат најдоброто, а потоа ќе видиме колку е тоа доволно. Сервираше Терзиевска. Само префрли Илич. Меѓутоа исто да го прават и одбојкарките на Газели Волеј, нема добра можност. Затоа пак Ана Јаничич е задржлива. Одлично. 6:2 има шанса за трет поен, не го освоија и сега противничките имаат повторно 4 разлика, иако на стартот беше и 5-0. Дикова не успеа и таму на мрежа, пост на одлива. Марија Коцевска, нејзина зона за 7:2. Повторно ќе сервира Ива Стојчевска. Уште еден незгоден сервис за прием. Да, имаше Сајла таму, се обиде Дикова, не успеа да извлече добар смеч и 8:2. Сега и 6 разлика, највисоки за сега во овој трет сет. Ќе се врати во игра Ева Горбок, се менува техничарот постојано, Марија Крстевска сега на клупа. Но не е само подигнувањето на топката, проблем е и приемот. Стојчевска сега нешто посигурен прием, затоа има добра можност, но сепак двоен блок за Дикова. И ева уште еднаш освојуваат поен од одбојкарките на Вардар М. 9:2. Останува да сервира Ива Стојчевска во ова за неа одлична серија. Прима Терзиевска, сега по средината, не оди па не оди. Зофија Георгиевска и таа во игра. Се обидуваат да се вратат во некаков ритам. Повторно тајм-аут, 10:2. Не разбирам, кој бе тука на блок? Дечки, 10 напади имаме во зона 2, гледате? Дали гледате? Слепи ли сме или не сме слепи? 10 напади имаме во зона 2, една четворка не дигнавме. Таму, 2-2. Ај мислете малце, што е работава? Ајде малце, ајде малце. Ај покажи карактер. Да, се чувствува разочараност кај стручниот штаб, кај Дејан Стојанов и кај Бранка Каленикова, кои што едноставно не може да ги препознаат своите одбојкарки. 10:2 води Вардар М, не е готово, но разликата е голема. Стојчевска повторна сервис. Каленикова, Стојчевска успеа да спаси. Илич не успеа во овој обид за смеч, па сега
Повторно Дикова спасуваат и одбојкарките на Вардар М. И уште еднаш Дикова конечно минува овој незин лоп. 3:10. Се враќа Ракочевиќ во игра, веројатно напред на мрежа, на местото на либерото Емилија Поп-Јордановска. Зофија Георгиевска. Генерација 2008. Уште една од оние кои што носат голем дел од товарот во Газели. Каленикова, одличен смеч, прав ваков незин поен за сега. 4:10. Сме ги гледале неколку пати во годинашнава сезона. Одбојкарките на Газели волен во многу поквалитетно издание, затоа и оние реакции од тренерскиот тандем во нивниот стручен штаб на тајм-аутите. Чекаат да проработат, но веќе нема простор за калкулации, за чекање, а сега по овој преддолг сервис 11 поен за Вардар М, 11:4. Кај нив пак се функционира безпрекорно. Јована Илич во очекување да сервира. Успеа Ракочевиќ. Ана Јаничиć само префрла. Повторно Ракочевиќ. Тешка топка и не може таму против Марија Коцевска. Па не може. 12:4. Повторно изворена реакција на мрежа на Марија Коцевска. За 8 разлика. Што еднаш на сервис Илич. Приема Каленикова. Ќе оди сега Дикова во обид да поентира, спасува Буха. Илич. Спаси Ева Горбок и не успеа сега од зоната 6, тука со некој обид за лоп. Терзиевска се беше добро замислено, но во мрежа. 13:4. Загрижени лицата на овие млади девојки. Очекува очигледно многу подобро, многу повеќе. За нив е ова прво искуство, но прво искуство и за одбојкарките на Вардар М, кои што се однесуваат како да се староседелки во оваа зона од надпреварите во оваа завршна фаза од купот. Греши Илич во аут. Сервис грешка, но 13:5 имаат. Мила Дикова. Одличен скоп сервис, точно во средината на полето на противничките. Може би ова ќе биде стимулирачки, тоа сигурно, но да видиме како ќе се однесуваат противничките. 6:13. Може да го повтори. Овој пат одеше во зоната 5, прием на Ана Јаничиć, сега таа ќе завршува акцијата. Ево шанса од контра за Газели. Каленикова изблокирана и не може, па не може. Мислам дека е ова петти активен блок на Марија Коцевска. Одамна не сме виделе вака една девојка да доминира на средината. Добро, ова е наша реалност, женската одбојка, таму каде што е. Главно се млади. Меѓутоа, Василевска, мислам дека пред неколку дена имаше во првенството одлични серија блокови. Меѓутоа, ова е буквално доминација на Марија Коцевска, која ги руши сите концепции во нападот на противничките. 7:14. Треба серија, која што мора да почне од почетниот удар, од сервисот. Каленико. И таа прави сервис грешка, како и противничките пред малку. (15:7) за Вардар М. Ева Марија Коцевска. На сервис, одличен сервис, проблематично за прием.
Не успеа таму да извлече поквалитетен смеч, иако беше добар он на Терзиевска, повторно сега префрлаат. Буха и еве нов поен 16-7. Имаат неколку играчи кои што ги делат обврските. Во нападот Ана Јаничич, Николина Буха, Јована Илич, на мрежа главно Марија Коцевска. Тука и Ива Стојчевска која помага во секој сегмент, а сега беше сервис на Коцевска во мрежа. 8-16 од аспект на Газели Воле. Ракочевич. Премалку од неа како лидер кој би требало да биде лидер во составот. Еве сега еден добар сервис. 9-16. Ако мислат одбојкарките на Газели Воле да се обидат да се враќаат, сега е моментот кога треба да се обидуваат да дојдат до некаква серија. Можност таму Терзиевска, спасува Никодиновска. Повторно Терзиевска, блокаут и овој пат успева да мине теа. 10-16. Еве врзаат 2 поена во серија, се уште имаат висока предност од одбојкарките на Вардар М, а за да не биде некоја подолга серија ќе се обиде во овој тајмаут да ги врати неговите одбојкарки Јован Шапе. Слушате ме вам. Слушам. Поентата е трпеливо да земеме поен, значи не брзаме. Не брзаме, за кај брзаме? Знам дека сакаме да земеме поен, се гледа тоа. Ама дајте трпеливо да го изработиме, не брзајте, ќе го земеме. Само не брзајте, може? Не, давај среди да Ово исполнетост на трибините, пријатно е долу, ретка е ваква ситуација, ваков амбиент од бојкарски надпревар во храмот на ракометот, на кошарката, но еве овие неколку дена и на одбојката се разбира во вакви надпревари и во репрезентативни можеме да очекуваме и во одбојката спектакли. Еве шанса повторно за контра, се поентира Терзиевска, спасена топка од Јаничич. Ракочевич сега не. Зофија Георгиевска беше напред. Да, сега Терзиевска уште еднаш пасена од Буха. Ќе префрли Буха. Ова беше аут, меѓутоа продолжува акцијата. За среќа на Газели Воле и оној аут кој не дозволија да биде аут, тука продолжи акцијата. Ево нивна корист на крајот овој поен 11-16. Сега на една мала дестабилизација би рекол во играта на екипата на Вардар М. Го забележа тоа и нивниот тренер Шапе, кој што вели на тој тајмаут да игра трпеливо, да го одработат поенот, а не да брзаат да го земат. Ракочевич уште еднаш. Овој пат во мрежа. (17-11) за Вардар М. Како изгледаше од нејзин нагол се тоа. Останува констатацијата дека може и треба да дава многу повеќе, особено на вакви надпревари. Сервис Георгиевска. Буха спасува Попи Јордановска. Тежок смеч беше, само префрлена ова топка. Повторно Буха. Овој пат неодбранливо од Терзиевска во аут. 10 поени за Буха. 18-11.
се врати на смевката. Посекува што побрзо да го завршат овој надпревар од бекарките на Вардар М. Да видиме може ли Газели да се вратат. Успеа тешка топка тука да извлече Зофија Георгиевска. 12-18, но се уште имаат висока предност од бекарките на Вардар М. Не беше добар приемот. Сервираше Ева Горбок, сега подигнува таму за нов поен на Мила Дикова. Да, сега е моментот кога треба да се обидат да направат приклучок. Прашање колку и Вардар М ќе дозволи, но 13-18 делува подобро -5, одошто -9 во оној момент кога беше 7-16. Повторно спасена топка, сега да видиме ќе имаат можност за напад Терзиевска, двоен блок, меѓутоа беше во сајла, да. Не беше тоа игра блокот, туку во мрежа, да, и затоа покажа судијата 4 контакти, што значи поен за противничките. 19-13. Ќе сервира Николина Буха. Приема Калиникова. Одлично Дикова се снајде, не беше тоа идеална топка, но тоа и работата на коректорите да излекуваат и тешки некојаш и невозможни топки. Еве ги повторно на -5, 14-19. Терзиевска на сервис. Сигурно на прием Јаничич, иако побегна малку топката, па не беше лесно за Илич. А Буха мора само да префрли тоа во зоната 1. Не се договорија таму дали Терзиевска или Ева Горбок. Ова може да ги чини наместо 4, сега е 6 разлика, 20-14. 5 поени ги делат Вардар М до пласман во финалет. 6 поени разликат. Веројатно во ниту една комбинација не беше ова сценарио како опција за Бранка Калиникова и составот на Газели. Сега да, функционира се. Сега дополнителен е притисокот и од една страна и мотивацијата, од друга страна која што е драстично на страната на Вардар М да се заврши овој сет и мечот. Ива Стојчевска. Приема Попјордановска, Калиникова, тешка топка, мораше малку назад и изворен на Илич, тука успе да блокира. Дава голем придонес и српската интернационалка и босанската, заедно со изворедните наши одбојкарки бродовите на Вардар М, денес Ана Јаничич и Марија Коцевска пред се. Но се разбира, голем придонесот и на Ива Стојчевска кој натаму сервира. 22-14. И еве сервиса за неја. 23-14. Јасно е дека овој меч нема долго да трае, иако мора да се освои тој 25-ти поен. Неда Сврлевска ќе се врати во игра на местото на Зофија Георгиевска кај Газели волеј. Не е страшно и да се загуби, па дури да биде 3-0. Ова е за нив огнено крештевање во полуфиналната фаза од купот. Додуше и за Вардар М, со тоа што реално тие имаат поквалитетни и по-искусни одбојкарки, а еве два аса во оваа серија за Ива Стојчевска. Споменав и таа даде голем придонес во овој надпревар кој набрзо ќе биде завршен 24-14. Јасно е. И еве ги наносе се оние навивачи за Вардар М, отприлика се поделени по половина на едната и другата страна и една спортска и максимално коректна атмосфера на трибините. Што треба да биде за пример, а која друга ако не изворедната, денес феноменалната Марија Коцевска со уште еден активен блок го заврши овој надпревар за перфектни 3-0 за екипата на Вардар М. Голема радост на одбојкарките заедно со стручниот штаб на Вардар М.
Се разбира, од друга страна нема зошто да бидат разочарени, може би заради тоа што него пружи најдоброто, тоа сигурно, но ќе анализираат зошто, како и што се случуваше на овој надпревар. Реално, помладата екипа на Газели Волеј, зборувам од аспект на возраста на одбојкарките кои што имаат удел во надпреварот, а сега на најубавото во овој спорт, заедничкиот поздрав, без разлика колку е тешко или колку е исполнета или не исполнета целта, спортски поздрав на крајот, тоа е тоа, честитки. И нормално и со стручните штабови на своите екипи со кои едните ќе ја поделат радоста, а другите ќе размислуваат за пропуштената шанса и во сите оние сегменти во кои што треба да се подобруваат. Победа на одбојкарките на Вардар М во првото полуфинале на завршниот одбојкарски турнир од Купот на Македонија, што се одржува во спортскиот центар Јане Сандански во Скопје. Вардар М во сите три сета беше подобар од екипата на Газели Волеј во меч во кој што двата тима дебитираат на завршницата на одбојкарските женски турнири во Купот на Македонија. Првиот сет беше најрамноправен, во него стартува Газели Волеј со предност 3-1, водеа со 7-3. Потоа следуваше една одлична серија по сервисите на Ана Јаничич, дојдоа до 8-7, прва предност за Вардар М и од тогаш не ја испуштија, има 13-8, 22-16, сетот го добија со 25-21. Во вториот Вардар М почна одлично уште на стартот, 4-1, потоа 8-4-13-8 и на крајот го добија со 25-16, а во третиот уште поубедливо стартува со 5-0, 10-2, има 16-7, го добија со 25-14. Сите линии функционираа безпрекорно, од сервисот, приемот, смечот, разновидниот напад, играта во поле и блокот каде што доминираше Марија Коцевска, која што го освои и последниот поен во овој меч. Одлична беше во сите сегменти и капитенот Ана Јаничич. Голем придонес дадоа и Ива Стојчевска, техничарот Мија Георгиевска и двете странски одбојкарки Буха и Илич. За екипата на Газели Волеј, исто така огнено крштевање во рамките на полуфиналната фаза од Купот. Нема многу простор за разочарување, единствено поради тоа што веројатно можеа многу повеќе и ако го дадеа максимумот, ќе беа далеку порамноправен ривал и ќе беше многу понеизвестно, но една млада екипа, генерално составена од одбојкарки кои се меѓу 2006 и 2009 година, со неколку поискусни, можеби во овој момент и не можеа повеќе. Еве, почитувани, тука е крајот на првиот пренос од денешниот надпревар во рамките на Купот на Македонија во одбојка, во женска конкуренција. Во полуфиналето Вардар М славеше во сетови со 3-0 против тимот на Газели Волеј. Второто полуфинале ќе се игра од 19 часот и 30 минути, а во него ќе играат екипите на Наковски Волеј и Младост УГД. До тогаш пријатно.